Председателе, не мислев вака да го започнам моето обраќање, но кога вие апелирате што да зборуваме ние пратениците, тогаш да побарам од вас, почитуван подпредседателе, да апелирате до премиерот во експозето да наведи зошто ги менува овие министри, почнувајќи од министерот за здравство, министерот за информатичко општество и овој за диаспора. Да ве подсетам, почитуван подпредседател, дека премиерот во неговото експозе за реконструкцијава на оваа влада, ама нема наведено ниту еден збор, ни дали е задоволен од работата на овие министри, ни што работеле, ни што сработиле, ни како сработиле, ни зошто ги менува, ни зошто ги поставил. И што ние да зборуваме и што да одговараме на министри кои самите ниту дојде овде да кажат за една година што сработиле, ниту ни пратија некој документ да се пофалат, да кажат во нашиот мандат, во нашето време додека министерувавме, додека си седевме комотно во фотелите и ги трошевме народните пари, сработивме тоа и тоа и тоа. Ништо. Нула. Резултатот на она што се работело во изминатата година од назначувањето на оваа неспособна влада, го гледаме денес во денешните вести. Смрт на пациенти, умираат луѓето од интрахоспитални инфекции по болниците. Не можете не да направите нови болници, не да реновирате болници, хигиената не можете да одржите по болниците. Хакиран системот на фондот за здравство. Ви протестира целото здравство. И оние медицински работници, онај медицински персонал што некако останал во државава, вие ќе го доизбркате. Тоа вие да му апелирате на премиерот да каже што сработил во изминатава година, а не овдека да дојди и само да ни поднеси експозе, да ни кажи се ќе биде супер, како што ни го кажа и минатата година кога оваа влада се гласаше. Да кажи зошто не нашол време во овие неколку дена, во овие неколку месеци, барем да ги подпише одобрувањето на средства за болните со цистична фиброза. Заради тоа неподпишување, заради трошењето време на пазарлак со албанските партии од опозицијата, кои се тепаат од која појке ќе добија министерски, директорски фотели, ќе влезат во новата влада, тој не најде време за болните од цистична фиброза, кои му протестираа под пенџере и на министерот и на премиерот пред владата. И сега овде барате од нас, држете се до дневниот ред. Почитувани колеги, почитувана македонска јавност, уште еднаш по кој знае кој пат ќе кажам, оваа реконструкција на владата, овој пазар, ова лицемерие не е ништо друго освен купување на време. Купи ден, помини влада. Не е ништо освен една обична, срамна фарса. Ова е само продолжување за некој месец на власта на Ковачевски, на Ахмети, на Груби. Ништо друго. Уште некој месец тендери, рамилак, злоупотреба на буџетот и граѓанските пари. Оваа реконструкција не е ништо друго освен спас на Социјалдемократскиот сојуз и на ДУИ, за како што кажав, уште некој месец да останат на власт. Уште еднаш ќе кажам, сега еве повнимателен е премиерот, може да ме слушни, ниту образложи, ниту спомна, ниту кажа, ниту нас, на пратениците, ниту на почитуваната македонска јавност, зошто ги разрешила овие министри, освен поради пазар. Уште еднаш ќе прашам, зошто премиере пред некој месец
во август, чи нам беше, го фалевте министерот за здравство и кажавте дека сте задоволен од неговата работа. Во вашето експозе не прочитав ниту една реченица, ниту еден збор. Зошто сега го менувате? Резултатите од вашето задоволство ги гледаме денеска. Починати пациенти во Прилепската болница, затворени операциони сали, протест на медицинскиот персонал, хакиран системот на Фондот за здравство, тотален колапс на здравството во Република Македонија. На протестите на медицинскиот персонал изнесени се фрапантни податоци, кои ниту еден од вас овде ниту ги дементира, ниту ги зборува, ниту ги кажува, треба да се срамите од тоа. За 3 години од државава заминале 5 до 6 илјади медицински сестри. За 3 години државава ја напуштиле 2200 лекари. Тоа е работата на вашата влада. Македонија ја напушти и бивш премиер и треба да се запрашате кој го пушти да ја напушти државата. Ветувавте со бившиот ваш работодавец Заев, ветувавте дека ќе поставите на триумфалната капија бројчаник за вратените средства. Наместо да се смеете да му објасните на македонската јавност колку вративте од тие пари и колку од тие пари поделивте. Сега вие со тие што бега и со тие што велевте дека ќе ги судите, сте ортаци. И ги прашувате преку ваши новинари дали сте во Македонија. Граѓаните убаво ќе ви кажат и вие и вас да ве прашам дали знаете што се смеете денеска на ваков ден на починати пациенти, вие овде се кикотите. И што, почитуван премиер, како што се кикотевте кога буквално се шегуваше со вас премиерот на Албанија дека сте премиер на Западна Бугарија за брзо. Тогаш зошто не му вративте и не бевте силен како овде? Зошто тогаш триумфално со стегната тупаница како што настапувавте во овој парламент не му кажавте дека сте премиер на Република Македонија? Ама таму чутите, квичите и се смешкате. Овдека продавате пувки, почитуван премиер. Треба да се застрамите. Ви умираат пациенти, ви бараат пари, не сте подпишале, овде се пазарите, го трошите времето, не сте подпишале за болните за цистична фиброза. А луѓето ве молеа, председателот на државата, кој исто така самиот јавно кажа дека ќе избега од државата, ќе си замени доколку не бил председател, толку ни вреди ова држава. Тој му ветуваше и се сликаше со еден од болните за цистична фиброза, од цистична фиброза, кој сега, за жал, не е меѓу живите, почина човекот. А тој истиот ве молеше и вас. Тие исти болни ве молат и вас, почитуван премиер. А вие си се смеете на се и се што. Продолжете така да се смеете, граѓаните за брзо ќе ви одговорат на вашата насмевка, на избори ќе ви ги успорачаат резултатите и ќе ви кажат што значи да се смеете на вакви трагедии. Но ова што вие се смеете, почитуван премиер, само да ви кажам дека во Република Македонија граѓаните се во сиромаштија. Огромен број на граѓани живеат со еден оброк на ден. Преку 250.000 граѓани на Република Македонија, почитуван премиер, денот можат да потрошат помалку од 100 денари. Тоа е плод на вашата работа. Но тоа вие не сте го навеле во експозето, ниту збор. Зошто ги менувате овие министри, кога само пред неколку месеци кажавте дека сте задоволен од нивната работа? И резултатот го гледаме, но сето ова може да се реши само на еден начин. Вас ви е јасно дека сте завршена приказка. Решението е избори. Граѓаните сами да си одберат кој ќе ги води, а понатаму има кој знае, сака, може да работи во нивен интерес. Благодарам. Реплика, председател на владата.